Целта на протестот е незадоволството од мерките. Значи, ние сите сме сведоци дека изминатава година имавме многу тежок период. Имавме отварања, затварања, полициски часови, скратување на гости и така натаму. Значи тој период нас финансиски максимално не се. Значи не е само ова затварање сега. Ова е момент, ајде да речеме ние сите сме луѓе, знаеме дека ситуацијата е лоша. Еве сега и да не затворат и да не ни дадат субвенции за овој дел, ние ќе го понесеме тоа на наш грб и ќе помогнеме на општество да го пребродиме се ова заедно. Меѓутоа тоа веќе трае многу време, значи трае една цела година. Субвенциите и кои што се даваа претходната година беа многу со заперки, точки, извишници, прашалници, дали треба да се исполни тоа, дали тоа. И еден голем дел од угостителите отпуштија многу луѓе ќе бидат во иднина отпуштени и објектите ќе бидат доста од тие затворени. Значи ние сме една индустрија рамноправна на сите. Значи сегрегацијата која што се прави помеѓу другите гранки индустријски и угостителството е сосема неправилно. Да речеме, сите фабрики работат, казината работат. Каква безсмислица, нели? Обложувалниците шалтерски работат, ама всушност работат. Тоа не е некое ограничување. Хотелите работат, значи се работи, само ние рестораните не работим. И ете, ајде да речеме, ако ние сме главната причина за ковидот, за ширењето на ковидот, во тој случај барем очекуваме да добиеме надоместок за тоа што сме затворени. Секоја вечер си поздравуваме мерките кои што се во ишчекување да се донесат, тоа се е во ред, меѓутоа на нас мерките ни требаат сега, не ни требаат за еден месец или за два, затоа што ние сме доведени во една многу неповолна ситуација. Ние денес угостителите по Берово протестираме оти не сме задоволни од донесените одлуки на владата. Не може само кафаните да се заразни. Ние ако сме заразни, до сега требало да се разболи цел народ. Јас си препорачувам на владата малку да се по-арни, да не са толку строги према крчмарите. Оти ние имаме вработени кои леп јадат и ранат фамилиите. Друго, не може само по некои одлуки там на владата што ги доносат. Некои да работат, а некои да не работат. Например, во Берово, хотелите да работат, да имаа гости, нивните гости, јас не знам каде заразува и од дека додат. Само кај нас по некој да не може да се плати. Друго, ние сме многу оштетени, а државата горе-долу ништо не е покрила. Кај што работат казината или така да работат, ош казината да работат по цял ден и по цяла нощ и кладилниците, а ние да не работиме. Само заразата од кај нас излази. Ние кога сме лепрозни. Владата не си е преземала никаква улога за нас да не така затвара. Ја го асаве лидер една година така не мача. Ладно, жешко, жешко. Кој ќе ни вршта на нас кредитите, кој ќе ни плаща даноците, а даноците ако ние платим, одно ни блокира сметки. Што ќе им правиме ние на тие вработи? А до вчера са тие свет работили леп са води. А само дека ќе ги плащаме. Ја го една година цяла и одозгоре. Што да правиме? Решението каде го гледате? Никаде затвора. Јас предлагам така. Сите угостители во Македонија да затворат еден месец да видим дали ќе се оправи таа корона или ќе се оправи. Ако сме ние најголемите пренесувачи на заразата. Сите, ја во Македонија нека затворат сите, еден месец, никој да не отвара. Или ако не треба, ако треба да ги нападиме сите вработените и ние ќе се одјавиме и фирмите ќе ги одјавиме и да видиме, ако може да се живее без туризам и угостителство и ресторанство, нека повели владата, а не само ние. Казината нон-стоп работат, там нема зараз. Ние, продавниците са пъни, нема. Нека затворат еден месец се, до шима, кој се стае. Да видим таа зараза од дека и зашо. Година ден угостителството е највеќе загрозено, значи
никој објект не работи со полн капацитет, значи рестрикциите се големи, подршка од владата имаме многу малку и заради тоа веќе можем да кажем дека е претерано. Затоа бараме како што е за сите, така да биде и за нас. Не може само угостителските објекти да не работат, додека сите други да си работат како што сакаат. Значи гужви се ствараат насекаде, не се само во нашите објекти, така да препорачувам да се разгледа и да се најде што поскоро решение за сите нас. Ако доколку не дозволат, не сакаат да не отворат, подобро тогаш нека ни дадат некои субвенции, барем заплати. Сите може да работат, хотели може да работат, само гостителите са болезначи на Македонија. Не може това така да е. Треба и ние да имаме некој почет. Државата даже не че ни даде нешто, нема да даде, разпушиме работниците, после тешко да до работници с дома. Што да им правиме? Кој ќе издржи, кој ќе плати? Е това ни е насата да не види државата, оди и ние во Малешевијата имаме проблем, не е само Скопје проблем, него и в Малешевијата е проблем. И това голем проблем имаме ние. Да ни пуши субвенции да платиме работниците, неповратни средства да даде. И това подхитно да ни даде, да може да обстанеме пред другия месец. Този месец овде нема завършена работа. Бараме владата субвенциите да ни даде одмах, што не да не следува, ако сака да издаде владата. Ако не сака, ќе затвориме сите, завършена работа, маркетите ќе се работат по парковете, пълно пиење, се тие работи, маркетите се бачка, нищо, завършена работа. А ние гостителите, тук ќе се сунчаме и тук не ти дава, никой нищо не може. А дали ќе одите до крај со протестите? Ќе одиме до крај, мора да одиме до крај, не само за да един ден сега да че мајте вака така. Треба таа неделя да ни решат обавезно дали ќе има субвенции или нема да има субвенции. Ако нема по неделата, ќе мора да ераме функционери, министри, тие оние да видам да ни објаснат што е работата.